Гарантирање на независноста на судството, зацврстување на законската рамка за казнување на делата поврзани со корупција и воспоставување јасна и јавна стратегија за борба со организираниот криминал се трите одредници за кои Бугарија покажува напредок по цели 12 години членство во Европската унија. Бугарија е под постојан мониторинг на Европската комисија преку механизмот за соработка и верификација поради слабости во реформирањето на овие области. Според последниот извештај од ноември минатата година, овие прашања се привремено затворени, но и понатаму остануваат под континуирано следење од страна на комисијата со цел да се потврди процената за остварениот напредок. Независноста на судството треба да ја гарантира новоизбраниот Врховен судски совет преку воспоставување евиденција за транспарентен избор и избор по заслуги на судии на високи позиции, како и за јакнување на судскиот инспекторат, особено за прашањата за интегритетот на судиите. Во втората област Бугарија бележи напредок во зацврстувањето на правната рамка за борбата со случаите на високо профилирана корупција преку измените што беа направени во Законот за кривична постапка и Кривичниот закон. Најголем број на случаите на висока корупција се префрлени во надлежност на специјализираниот суд за организиран криминал, а воведени се и построги правила за можноста судовите да ги враќаат ваквите случаи на обвинителството. Според индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International, која земите без корупција ги оценува со 100 поени, а најкорумпираните со 0, Бугарија добила 42 поени. Резултатите за периодот 2012-2018 година даваат критичка оцена. Постои застој во борбата против корупцијата во споредба со позитивните случувања во значаен дел од другите земји членки на ЕУ, во однос на кои Бугарија сериозно заостанува, стои во извештајот на бугарската Transparency. Ако се спореди рангирањето во претходните години, се забележува дека Бугарија нема напредок во борбата против корупцијата. Колкото и да се, каквото и да се говори, корупцијата в Българија последните години напротив не расте. Тя не е по-висока отколкото от други страни. Просто, за съжаление, като те нарочат, че си черна овца, малко е трудно да обясниш, че си станал по-бяла. И, за съжаление, това много масово се говори, но може би и нашите медии не знаят как точно да се защитят и как точно да покажем, че тя намалява. Не е по-висока, отколкото от други страни, но бизнесът определено не е доволен, защото когато е една малка страна като нашата и пазара е малък, дори еднаквото ниво на корупция с това в Италия, Испания, Франция, дори да е еднакво като процент, то се чувства много силно, защото пазара е малък. И оттам вече почва да се говори, че е висока корупция. Корупција има и таа е проблем и во други држави во Европската унија, не само во Бугарија. И на тоа треба да се работи секојдневно, признава и министерот за финансии Владислав Горанов во интервјуто за Агенда 35. Измените во законите и силната заложба на владата во Софија беа оценети позитивно од страна на комисијата, која се надева дека со крајот на незиниот мандат ќе се стави крај на мониторингот врз Бугарија. 3 out of the 6 benchmarks set out for Bulgaria upon accession can be considered as provisionally closed. If this current positive trend continues, if it continues, and Bulgaria maintains the reform momentum in a sustainable and irreversible way, the Commission is confident that the CVM process for Bulgaria could be concluded before the end of this Commission's mandate. Но дотогаш Бугарија треба да покаже напредок и во останатите 3 области во кои треба да ги спроведе препораките на Европската комисија дадени уште во 2017 година. Во областа континуирани судски реформи тоа се објавување на извештај за напредокот во спроведувањето на судските реформи, следење на бројот на предметите во судовите, правда, воспоставување на патоказ за спроведувањето на реформите во обвинителството, воспоставување на патоказ за имплементација на препораките на Европскиот суд за човекови права. Во областа на високата корупција, Бугарија треба да донесе нова правна рамка за борба против корупција и да обезбеди нејзина примена, да донесе и да имплементира нов закон за јавна администрација и да се зајакнат инспекцијските служби, да ги утврди недостатоците во истрагите за случаите на високо профилирана корупција и редовно да информира јавноста за сите нови случаи и напредокот во истрагите. Во последната област, која повторно се однесува на корупцијата генерално, но и на корупцијата на локално ниво и во царината, комисијата препорачува независна надворешна проверка на јавните набавки, воведување на механизми за откривање на корупцијата во пониските ешалони, воспоставување на механизам за информирање на јавноста за спроведувањето на националната стратегија за борба со корупцијата.
Бугарија треба да постигне напредок во овие области, не само со цел Европската комисија да го запре мониторингот, туку и да им обезбеди на своите граѓани целосно уживање на демократските вредности, се наведува во заклучоците на комисијата. Овој мониторинг, како што велат од комисијата, не е со цел да се казни Бугарија, туку да и се помогне. Покрај Бугарија, под мониторинг на Комисијата за спроведувањето на реформите во борбата со корупцијата и организираниот криминал е и Романија, која за разлика од Бугарија не само што не напредувала, туку ја изгубила и позицијата која имала кога станала дел од Унијата.